Добро утро за сите оние кои што сега се вклучуваат на каналот на телевизија Ултра. Моментално ја следите емисијата Утринско будење, а сега е време да започне и денешниот разговор. Ова работна недела ја започнуваме со млад талент, односно со Марко Христов, кој е млад актер и режисер. Добро утро, Марко, добре дојде во нашата емисија. Добро утро, Јована, благодарам за поканата. Исто така сакам да им посакам добро утро на сите гледачи на телевизија Ултра. Да се надеваме дека и тие ќе уживаат во денешниот разговор, верувам дека ќе уживаат, секогаш е убаво да се слушне за млади таленти што направиле нешто. Да разговараме малку за твоите почетоци, верувам дека најпрво нели си се остварил во актерските води, кога реши дека ете тоа актерството е токму тоа што сакаш да го работиш? Таа одлука го донесов уште како многу мал. Тоа мислам дека беше 2006 година, кога првпат настапував на сцена во Снеголки и од тогаш сакав да станам актер и цело време да настапувам на таа сцена во Театарот за култура Илјо Антевски смок, но поради големата трема која што сум ја имал како малав, не сум дошол до можноста да настапувам, но кога се запознав со Игор Томески, он сакаше да правим филм, тогаш W беше, што е нереализиран филм, само неколку сцени има снимено, кој што јас учествував и од тогаш го добив големата љубов кон глумата и потоа од W прерасна тоа во голем проект што се нарекува Авантурите на Прцко, каде што е всушност мојот почеток во актерските води. Во првиот филм глумев споредна улога, но тоа беше за мене нешто ново, што до тогаш не сум го почувствувал. Беше многу интересно. И дури и нашите родители не ни веруваја кога ќе кажеме дека правиме филм. Сите мислеа дека тоа е само детска фаза и дека се тоа ќе ни пројде. Но кога самиот филм стана реалност, кога се премиерата кога беше на телевизија КИС, сите видоа дека всушност ние сме направиле нешто. Потоа добивме понуда за нов филм, за Авантурите на Прцко 2, полициска треска, каде што исто така глумев споредна улога. Тогаш веќе бев поискусен, поради тоа што дебитирав и на театарот во Тетово со представата Том и Џери, каде што го глумев познатото глувче Џери. Потоа имавме пауза од снимањето на Прцко 2 до Прцко 3, каде што ја всушност се фокусирав на театарот. По Том и Џери беше давана представата Чудесен настан и двете представи со режија на Левко Богдановски. Не може да се каже дека е исто чувството да се глуми на филм пред камери и во театар. Тоа сакав да те прашам, каде се пронаоѓаш повеќе? Филм или театар? Повеќе се пронаоѓам во театарот. Зошто? Добив некако љубов кон самата сцена, кон даските и тоа не може да се замени со ниту една камера, со ниту еден филм, поради таа љубов, кога ќе ги видиш ти истовремено додека глумиш како луѓето се задоволни, како ти аплодираат, тоа чувство едноставно не може да се замени со ништо друго. Значи интеракцијата со публиката е баш главната причина што го сакаш повеќе театарот. Да разговараме малку еве за Том и Џери, ја спомна како прва представа си го глумел глувчето Џери. Како беше чувството првпат во улога, првпат на театар? Ете филм, разговаравме, нели не е толку страшно, пред камери нема тоа директен контакт со публика, но како беше за првпат да се излезе публиката и да се глуми некоја улога? Таа представа беше спремана долго време. Јас бев дебитант во театарот и глумев со други двајца глумци кои што веќе долго години играле во театар. Исто така мачорот Том го глумеше Игор Томески, кој што до тогаш мислам дека 3 или 4 години беше веќе во театарот. Јас бев дебитант и имав голема трема. Нешто ново беше за мене, не бев подготвен за тоа. Првата представа кога ја дадовме, самиот не бев задоволен од себе си, поради тоа што
од филм дојдов на театар и нема тамо ако сгрешиш нешто да паузираш. Нема тоа совршенство, нели, Да. совршениот кадар. Ако сгрешиш нешто, можевме на филм да направиме кат, да се пресними тој дел, а во театар не е тоа така. Во театар треба да се потрудиш за да нема грешки, да дојде се до совршенство, но потоа го дававме Том и Џери 2, каде што мислам дека успеав да го доловам глувчето Џери, како што режисерот и бараше од мене. Со таа представа исто така бевме на преварот во Кочан и Масум, каде што за жал не успеавме да освоиме никаква награда, но тоа беше исто така мое ново искуство да глумиш негде во театар надвор од родното Тетово. Потоа следи, како што кажав, Чудесен настан, која што е представа исто така за деца, каде што веќе имав и искуство и 2 филма позади мене и една представа. И помалку трема, нели? Да, помалку трема, каде што се разбира дадов се од себе за да изгледа попрофесионално од моја страна улогата. Потоа имав пауза со театарот, каде што почнавме да го снимаме Авантурите на Прцко 3 случајот љубов. Во тој филм јас добив главна улога, заедно со Стефан Карапеовски, кој што го глумеше Прцко. Таа улога за мене беше револуционерна, може да кажам, затоа што никогаш не сум глумел главна улога, ни во представа, ни во филм. И тоа беше нешто ново што за мене даде да се пронедам самиот себе си какви улоги всушност јас сакам да глумам и што се можам ја да направам пред камера и пред театар. Филмот беше долг, дури 2 часа, и беше многу напорно снимањето, се снимаше 2 години и се снимаше од 7 сатот на сабајле до дури 12, па дури и 1 часот навечер, што е стварно многу исцрпувачки. Нормално имавме пола сат до сат време пауза, но сето тоа кога ќе погледнам наназад, и стресот, и заморот, се тоа не може да се каже дека нешто ни направило на нас, затоа што сме постигнале голема работа. Имаме 3 филма позади нас, кои што моментално се светски признаени со Нобеловата награда за млади, кој што Игор Томевски го дели со мене и со сите глумци кои што учествуваа во тие филмови. По Авантурите на Прцко 3, режисерот Бачо од Театарот за култура Илион Тески Смок ме повика мене и Игор Томевски да глумиме во представа за возрастни, која што јас од представа за деца никогаш не сум ни очекувал дека ќе бидам повикан да глумам во представа за возрастни. И тоа беше моје прво искуство, затоа што глумев улога која што е поразлична од улогите до тога што сум ги глумел. Глумев негативна улога и глумев нешто што јас никогаш не сум го ни помислил дека можам да го глумам. Глумев негативна улога која што е всушност дрогираш, кој што јас во представата морав прв пат во живот да запалам цигаре и беше многу чудна улогата за мене, не бев спремен за таа улога, но се надевам дека публиката беше задоволна од начинот на кој што го изведов таа улога. Ти што мислиш, како се снајде во својата улога? Со оглед на тоа дека си немал, нели, никакво такво искуство пред тоа и дека си требало, нели, да ја учиш својата улога и да се пронајдеш во својата улога за прв пат. Процесот за пронаоѓање на како да го изведам улогата беше многу долг. Морав многу да истражувам, да се распрашувам со луѓе кои што поминале низ тие работи, да соберам доста информации за да знам како да ја изградам таа улога за да изгледа што попрофесионално пред публиката. Јас од себе секогаш не можам да бидам задоволен, затоа што секогаш мислам дека може повеќе да се даде и подобро да се изглуми. Јас секогаш велам дека глумец не е само да глумиш. Во моментот кога на публиката ќе им дадеш повеќе од тоа што они заслужиле, повеќе од тоа што треба да им дадеш, е всушност лош глумец.
и мислам дека во таа улога дадов малце повеќе од тоа што треба и мислам дека сега ако ми се пружи прилика да го изиграм повторно улогата, би го изиграл на потпуно друг начин отколку тоа што сум го играл до тогаш. Значи критички си настроен према себе, но тоа е до некаде и добро, нели, бидејќи се стремиш кон подобро и подобро. А тоа е убавината на театарот, што за секоја улога ти мораш да истражуваш, да се пронајдеш, нели, така добиваш информации за многу работи што можеби претходно не си ги знаел. Да. Да зборуваме и за улогата која ти оставила најголем впечаток, за некоја театарска улога што навистина си се пронашол и е карактеристична, специфична по нешто. Таа улога е всушност мојата последна представа која што сум го играл. Тоа е театарски џумбус од режисерот и нобеловецот Игор Томевски. Таа представа ми остави многу карактеристичен впечаток затоа што играв улога која што тражеше од мене многу ангажман. Играв улога во дел кој што е всушност адаптација на познатиот писател Чехов, Антон Павлович Чехов, Предлог за брак, каде што всушност играат тројца глумци, кој што е многу сериозна е драма, каде што бара целосно внимание и во самото спремање и во самото давање на представа, затоа што само тројца ликови га движат целата приказна и е многу сериозен проблем. Проблемот се случува во Русија 18 век. Две богати семејства треба да склучат брак и има кавги, расправи, смешни моменти во сето тоа и многу е исцрпувачки затоа што бара многу интеракција, трчање, движење, не колку што има диалог, туку движењето е многу исцрпувачки, но сепак мислам дека со реакцијата на публиката која што го добивме после самата представа, со тоа што барале реприза да се даде на таа представа, која што исто така после неколку месеци, после 3 недели мислам дека беше дадена репризата на театарски џумбус, мислам дека успеав да го изведам тоа заедно со Ивана Симовска која што глумеше во таа представа со мене. Мислам дека го доловивме тоа што Чехов сакал да го каже, Игор што го имал смислено како тоа да изгледа. Мислам дека се тоа испадна супер. Дали сметаш дека таа е токму таа улога со која си се представил најдобро пред публиката или се уште оставаш времето да покаже која ќе биде таа улога? Па не можам да кажам дека таа улога е улогата која што најдобро сум се покажал, како што кажав претходно, секогаш може подобро да се покажам и да зачекаме да покаже времето што се можам да направам. Од каде и режија? Ете, разговаравме, си глумел и во филм и во театар. Како и режија? Спонтано дојде до идејата ја да режирам. Во средното училиште економско 8 септември во Тетово, каде што јас учев во тоа време, се спремаше представа, требаше да се спреми представа која што требаше да настапи на државен надпревар за глума. И професорката Горица, која што моментално сакам да го поздравам, дојде до идеја да склопи театарска група која што ќе га изглуми таа представа, но и фалеше режисер. Поради тоа што имав 3 филма позади мене, неколку представи позади мене, она реши мене да ми го даде честа да га режирам таа представа, но истовремено и да глумам во таа представа. Таа представа е всушност адаптација на познатата македонска драма Чорбаџи Теодос, која што јас работев и на текстот, адаптација да го модернизирам, така да се изразам, да го донесам во модерно време таа представа, која што е всушност многу одамна во историјата на Македонија, во турското робство. И јас успеав да го модернизирам така што го донесам во 21 век и случајот да го префрлив од Скопје да се случува во Тетовско мало и можем да кажем дека во таа представа си помагавме сите меѓу себе. Јас бев дебитант како режисер, нешто ново, тоа е нешто ново за мене. Во тој момент актерите кои што ги собрав, од кој дел е и Стефан Карапевски, кој што е познат на Тетовската публика како Прцко, глумеше во таа представа.
гледав да соберам многу квалитетни актери од економско, што биле ученици во тоа време таму. Тие ме слушаја, сакаја мојата визија што го имав, мојата замисла како представата да изгледа, како се треба да тече. Ме слушаја кога им кажував како треба зборовите да ги изговарат, правилна дикција дека треба да имаат. И сето тоа прерасна во една добра представа која што мене и на мојата тогаш актерска екипа ни донесе второ место на државен надпревар. Значи, успеавте да добиете и награда за својата представа, иако до некаде, да речеме, дебитанти, нели, сите со некое скромно искуство се биле, ти дури си немал искуство како режисер, но на крај тоа сето било наградено. Еве, например, сега студираш нешто сосема поразлично од глумата и од режијата, нели? Студираш на финки. Како ги поврзуваш овие две работи? Можам да кажам дека тие две работи се всушност одат рамо до рамо, затоа што за представа, за филм, треба професионална екипа која што ќе се бави и со технологијата, со камера, со монтажа, со се она што оди рамо до рамо со театарот и со филмот. Јас сум во одсек за програмирање, но сепак учам и монтажа, и работа со камера, и се она што носи анимации, специјални ефекти, се она што доприносува еден филм или една театарска представа да биде тоа што е. Значи, тоа само ти помага при режирање, при глумање? Да, може со тој факултет и да режираш, например, детски филмови, цртани филмови, што е всушност исто дел од актерството, од глумата. Така, значи убава комбинација си направил. Ме интересира дали можеш да извоиш една улога која би сакал да ја глумиш, се уште ти е неостварена, но која сметаш дека е најсозадена за твојот карактер? Мислам дека никогаш не сум глумел во драма, сериозна драма, каде што се бара многу емоции, да се извлечат многу емоции, кое што, можам да кажам, не сум глумел во трагедија. Тоа некоја улога кај што ќе ги избави моите емоции на светло, би била совршена улога за мене. Сакам да глумам во некоја улога која што е драма, трагедија. Така. А што би режирал? Некоја неостварена желба? Би сакал да режирам Хамлет. Би сакал да го режирам Хамлет, поради тоа што е светски позната драма и е многу тешка за реализирање. Многу режисери, дури и актери пробале да ги изведат таа представа, но за жал не успевале во тоа. Многу малу се личностите кои што успеале да га изведат како што Вилијам Шекспир га замислил представата Хамлет, и поради тоа би сакал ја да се испробам во режија на Хамлет. Дали би ја задржил представата таква како што е, или би направил измени во модерно време како што си го направил тој со Чорбаџи Теодос? Ако добијам прилика да га режирам представата Хамлет, би оставил моментот да ми покаже како би била најубава представата, дали во модерно време или представата да биде во времето кое што е всушност Хамлет го замислил да се одвива. Така, значи се уште немаш размислувано. Се надевам дека ќе те видиме како режисер или глумец во Хамлет. Секако тоа би било добро и за самиот град, дека и младите товчани пробуваат да се остварат со некоја од најтешките драми. А што планираш следно? Кој е твој следен проект? Следно планирам со мојот добар пријател Александар Стефановски долгометражен филм, кој што би требало да биде трилер, акција и драма. Моментално сценариото се пишува, но поради обврските кои што јас и Александар ги имаме кон факултетот, мораше пишувањето на сценариото да биде стопирано. Но се надевам дека во блиска иднина сценариото ќе биде довршено и ако оди секако што сме испланирале, би требало за година-две да биде филмот почнат со снимање и
може би и премиерно да биде прикажан на големите екрани. Дали можеш некои детали да ни откриеш што ќе се случува нешто во филмот или се уште е рано да се каже? Се уште е рано да се каже, но само можам да ви кажам дека насловот на филмот е Неклес. И се одлучивме англиски наслов да има и се надевам дека на гледачите ќе им се допадне филмот кога ќе биде остварен, затоа што сценариото е многу сериозно и мислам дека македонската публика, можам да кажам, се уште не видела таков филм снимен на територијата на Република Македонија. Верувам дека и гледачите како јас едва чекаат да видат за што станува збор. Се повеќе млади во тетовоите се остваруваат на ова поле, да се надеваме дека навистина ќе доживеете успех. Тоа е ми последното прашање всушност во денешната емисија. Ете, ти си млад талент, значи имаш успеси доста позади себе, многу остварени представи, улоги во филмови, режирање и ете сега најавата нели за новиот долгометражен филм. Што би им препорачал на младите како креативно да го трошат слободното време? Бидејќи вие сте една генерација што навистина постигна многу, заедно с Игор Томевски, Стефан Карапеовски, нели и другите, да не ги спомнуваме сега сите. Сите направивте нешто, сите се остваривте, те ги авантурите на Прцко и сето останато. Тоа на крај беше дури наградено, нели со Нобелова награда. Што би им препорачал на новите генерации? Како и тие правилно да се насочат? Најпрво би им препорачал да не се срамат. Ако се срамат, нема ништо да остварат. Да не се срамат од тоа што го работат. Ако се сликари, глумци, пеачи, да не се срамат да го покажат тоа на јавност. Да веруваат во себе, да го сакаат тоа што го работат и со желба и упорност, се тоа ќе може да еден ден да биде наградено, првин во Тетово, па потоа се разбира во Македонија, па ако даде Господ и во странство, како што нашата награда што дојде од Нобел. Само треба љубов кон тоа што се работа, да нема срам и верба и упорност. Упорноста е многу важна, така. Да. Се повеќе и повеќе се откажуваат, нели, при првата пречка, вие бевте тие што не се откажа, беа пример дека ете, со упорност се постигнува и со креативни идеи, да се надеваме дека ќе има и во новите генерации такви млади таленти како вас, со кои ќе се гордееме, кои ќе направат нешто. Од тебе очекувам, нели, што поскоро да го видиме тој долгометражен филм што се најавува. Се надевам дека ќе имаш многу успеси, нови проекти и сите неостварени улоги, неостварени драми за режирање дека ќе ти се остварат. Ти благодарам што гостуваше во оваа утринска програма. Почитувани гледачи, тоа беше денешниот разговор. Сега продолжуваме со убава музика.